Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Како да не прегориме и да го преживееме секојдневниот стрес на работното место? Што ако работниот ден ни се чини долг како вечност? Или пак си поставуваме, или пак некој друг ни поставува недостижни преголеми цели кои што треба да бидат завршени во текот на работниот ден? Доколку уморот го маскираме со кафе, не јадеме редовно, со мислите работата ја носиме во домот и се чувствуваме постојано исцрпени, значи ли тоа дека сме прегореле од работа? Каков е тој бърнаут синдром? Ќе ни појасни денешниот гостин, кој што ќе го вклучиме од далечина, а тоа е професор доктор Драган Мијаковски, специјалист по медицина на трудот, субспецијалист по пулмологија и алергологија од Институтот за медицина на трудот. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, голем поздрав и благодарност за поканата за учество во денешната емисија. Ке имаме можност денес да поразговараме на оваа тема која што е прилично популарна во нашето секојдневие. Меѓутоа, иако се почесто и повеќе се разговара за овој проблем, сепак сметам дека недоволно внимание се посветува во насока на превенција на тој стрес поврзан со работата и синдром на согорување. Практично, иако сите зборуваме, иако е присутен и истражувањата покажуваат дека е присутен кај различни професии, сепак многу малку се посветува на негова превенција и превенирање на последиците кои што може да ги предизвика, како за поединецот, така и за самата работна организација. Така и Светската здравствена организација, всушност стресот, пролонгираниот стрес на работното место и прегорувањето од работа го смести во диагнозите кои што треба да се третираат сериозно како и секоја друга болест, но сето тоа вие ќе ни го појасните во денешната емисија. Професоре, ако ги прашаме пријателите дали работата им е стресна, повеќето ќе одговорат потврдно. Да, и не само тоа, туку ќе додадат и коментари, не знам, главата каде ми е, од многу работи, не знам како се викам, ќе ми препукне главата, секој ден сум постојано под притисок, ова веќе не се издржува и слично. Дали овој навидум мал проблем може да предизвика здравствени проблеми и какво влијание има пролонгираниот стрес на работното место врз поединците? Видете вака, тука треба на почетокот да направиме дистинкција помеѓу тоа што е стрес поврзан со работата и синдром на согорување. Практично, стресот поврзан со работата представува една емоционална, когнитивна, бихевиорална и физиолошка реакција на несаканите штетните аспекти од работата, работната средина и организацијата на работата. Практично, како последица на преголемите барања на работното место, преголемите притисоци кои се присутни на работното место, настануваат серија од промени во човековиот организам. Практично настануваат емоционални промени, когнитивни промени, нарушување на однесувањето и некои физиолошки реакции во самиот организам. Всушност, стресот поврзан со работата настанува кога притисоците и барањата на работното место не се совпаѓаат со знаењата, способностите, капацитетите и потребите на самиот работник. Како што покажува и самата дефиниција, а и тоа го знаеме и од пракса, ние како индивидуи сите меѓу себе се разликуваме. И ние не подеднакво реагираме на различните притисоци и барања на работното место. Значи, работната средина ние сите различно ја доживуваме. Сите имаме различна визија за она што сакаме да го постигнеме во текот на наредните години. Сите имаме различни механизми на заштита од штетните психосоцијални фактори на работното место. Но би се согласиле сите дека на тие барања и притисоци на работното место сите ние некако би изреагирале. Но тука би обрнал внимание и на посебниот ентитет, како што кажавте, тоа е синдромот на согорување или burnout синдромот. Синдромот на согорување представува посебна форма на пролонгиран стрес поврзан со работата. Тој настанува како резултат на експозицијата на психолошките барања и интерперсоналните стресогени фактори на работното место. Што сака авторот да каже со таа дефиниција хронични интерперсонални стресогени фактори? Значи, за да настане синдромот на согорување,
потребен, е еден од предусловите да постојат контакти со голем број на луѓе. Односно, кај наставниците, тоа се учениците или студентите, кај здравствените работници, тоа е контактот со пациентите или корисниците на услугите, кај човекот кој што работи на шалтер во банка, тоа се муштериите или клиентите со кои што соработува, или пак новинарите кои што постојано во текот на своето работење доаѓаат во контакт со голем број на луѓе. Но исто така треба да имаме во предвид дека синдромот на согорување го карактеризира три димензии, односно три главни столба, три особини, а тоа е на почетокот емоционална исцрпеност. Емоционална исцрпеност значи кога човекот чувствува дека се испразнети неговите емоционални и физички сили. Но по дефиниција, самата емоционална исцрпеност не представува синдром на согорување. Затоа што, за да постои синдром на согорување, другата главна димензија на овој синдром е цинизмот или негативниот став кон работата. Англичаните тоа го нарекуваат и деперсонализација. А всушност, оваа димензија представува димензија на меѓучовечките или интерперсоналните односи меѓу луѓето. И тоа всушност представува еден негативен, неосетлив и крајно рамнодушен став кон различните аспекти од работата и работната средина. Кога човекот, сакајки да се заштити од исцрпеноста, развива еден неосетлив и крајно рамнодушен став кон различните аспекти од работата. И всушност, подсвесно тој прави обид да си направи дистанца од оние стресогени фактори со кои што е секојдневно обкружен и кои ги исцрпуваат неговите емоционални и физички сили. И на крајот на овој синдром на согорување, третата негова димензија е редукцијата на личниот успех. Кога човекот чувствува дека иако работи, иако се вложува во своето работење, сепак доживува дека е неефикасен како што бил порано во неговиот работен стаж, неговата кариера. Професоре, споминавте ни за емоционални промени и кои што се рефлектираат врз начинот на работата, психолошки, но може ли и да се јават некакви здравствени тегоби? Проблеми со покачен крвен притисок, кардиоваскуларни проблеми, нарушување на тироидната жлеза, да речеме, поради преголем стрес и слично? Апсолутно. Како последица на тие стресогени фактори на работното место и како еден од ефектите на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување, се ефектите кои што овие фактори ги предизвикуваат врз самата индивидуа, врз самиот работник. Како што кажав на почетокот, можна е појава на емоционални манифестации, како што се анксиозност, депресивност, чувство на безнадежност или безпомошност. Потоа можна е појава на когнитивни проблеми, кога луѓето потешко се концентрираат, потешко име да научат нови работи и имаат тешкоти да донесат одлуки. Но исто така не треба да ги заборавиме ниту бихевиоралните промени, односно негативниот став кон луѓето, кон животот и кон работата. Што значи тоа во пракса? Негативен став кон животот. Значи, забележано и научно утврдено дека лицата кои имаат високи нивоа на димензиите на синдромот на согорување, пушат поголем број на цигари во текот на денот, помалку редовни оброци имаат во текот на денот, помалку се физички активни. И сето тоа го дефинираме како негативен став кон животот. Но исто така, тие на своето работно место се однесуваат со појава на некој рамнодушен став кон своите работни задачи. Но исто така, како што спомнавте вие, можна е појава на физиолошки и патофизиолошки реакции, односно така наречените психосоматски болести. Па така, со стресот поврзан со работата и синдромот на согорување се поврзуваат одредени патофизиолошки нарушувања, како што се хипертензијата или проблемите со дишењето, или влошување на некои кожни проблеми, кои што предходно ги имал човекот.
Професоре, да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Професорот доктор Драган Мијаковски, специјалист по медицина на трудот, субспецијалист по пулмологија и алергологија од Институтот на медицина на труд е денешниот гостин во Телма амбуланта. Зборуваме за бърнаут синдромот, односно прегорувањето на работното место. Може ли сега, професоре, да изанализираме различни аспекти кои што би можеле да доведат до овој проблем? Вие споменавте дел од нив, но еве да речеме, доколку на работното место ги немаме сите услови потребни за работа. Може ли тоа да доведе до некое незадоволство кое што ќе го поттикне бърнаут синдромот? Вака, кога зборуваме за факторите на работното место кои што може да доведат до појава на синдромот на согорување и стресот поврзан со работата. Малтене сите тие психосоцијални фактори на работното место би можеле да ги поделиме во две главни категории. А тоа се барање на работното место или job demands и ресурси на работното место или job resources. Што представуваат барање на работното место? Тоа се различни физички, психолошки, социјални и организацијски фактори кои на работникот му наметнуваат пролонгиран физички или психолошки напор. Од друга страна, како елементи или фактори од работното место, кои го заштитуваат работникот и неговото ментално здравје, се ресурсите на работното место. Тоа се сите оние аспекти од работата и работната средина, кои ги намалуваат барањата на работното место и асоцираните физички или психолошки трошоци и кои го стимулираат личниот напредок, учењето и развојот на работникот. Практично, според Job Demands Resources моделот на Демерути и Бейкер се смета дека барањата на работното место и тие притисоци не се секогаш штетни, но во услови кога напорите што ги вложува индивидуата се високи и кога ресурсите на работното место се редуцирани, ваквите барања на работното место стануваат особено ефективни и штетни. Што сакам да кажам со тоа редуцирани ресурси на работното место? Например, кога има несоодветен повратен одговор за завршената работа, кога е платата мала, кога е несигурна работата, кога има несоодветна организација на работата или недостаток на тимска работа, во такви услови се создава плодна почва за развој на синдромот на согорување. Од друга страна пак, Светската здравствена организација ги дели факторите кои што може да предизвикаат стрес поврзан со работата и синдром на согорување во различни категории. На почетокот тука би ги спомнал содржината на работните задачи, односно работни задачи кои се монотони, непријатни, нестимулирачки или работни задачи кои предизвикуваат одбивност. Или пак работното оптоварување и брзината на работата, кога треба премногу работа да се заврши од одреден временски притисок, кога работното време е строго, нефлексибилно или кога има долго, невообичаено и непредвидливо работно време, или пак кога вработените немаат учество во одлучувањето, кога немаат влијание на изведувањето на работните задачи, или пак кога индивидуата не може да напредува во кариерата, во статусот, во платата, но секако ќе се согласите дека тука би ги вброиле и меѓучовечките односи и недостатокот на тимски дух во една компанија или во едно предпријатие. А секако тука спаѓаат и факторите кои се поврзани со регулирањето на обврските во домашната и во работната средина. И знаете дека ние како индивидуи не можеме работата да ја одвоиме од секојдневниот живот. И практично сите оние фактори кои не мачат на работното место, колку и да сакаме да ги абстрахираме, сепак дел од нив ни се рефлектираат и во домашната средина. Или пак одредени проблеми во домашната средина се рефлектираат на нашето функционирање и во работната средина. Така не може да се направи стрикна дистинкција, работата не ја носам дома, работата останува на работа или пак проблемите од семејниот живот се само во домот. Споменавте
Професоре, работно време, некогаш незадоволство создава продолженото работно време подолго од 8 часа или пак зачестените работни викенди. Во некои земји дури има сугестија да се намали работното време во текот на денот. Дали можеби ова идеја произлегува токму од бернаут синдромот? Точно. Еден од главните поттикнувачи на идејата за скратување на работното време произлегува од таму што премногу работа која да треба да се заврши под одреден временски притисок или кога треба да се остане подолго време на своето работно место или пак сите оние работни обврски кои што не можеме да ги завршиме и треба за викенд да ги сработиме, сето тоа е еден од главните фактори кои што доведува до појава на стресот поврзан со работата и синдромот на согорување. Меѓутоа, како што кажавме уште на почетокот, ние како индивидуи се разликуваме меѓу себе. И сите ние не подеднакво реагираме на тие штетни фактори од работната средина. И не на ист начин не ги доживуваме сите тие штетни фактори, па тука вклучувајќи го и продолженото работно време или работата за време на викенд. Така да, секогаш кога се донесуваат такви одлуки за скратување на работно време, за разгледување на можноста за скратување на работната недела, треба да се убава анализа да се направи со цел да се донесат некои заклучоци кои ќе бидат поволни и за самата индивидуа, и за работодавачите, па и за самото општество во целина. Затоа што гледате сите овие фактори поврзани со работата и работната средина може да бидат превентабилни, но доколку не се превенираат може да предизвикаат ефекти не само на самата индивидуа, туку и на компанијата, на предпријатието, па така сето тоа повлекува и последици на самото општество. Дали компаниите што инсистираат на прекувремена работа, иако споменавте дека не секој исто реагира на задачите кои што се поставени од компанијата, но доколку има неправилна распределба на работните обврски помеѓу вработените, потоа се ниски платите, што значи постои незадоволство, сметаат вработените дека даваат повеќе отколку што добиваат назад, дали компаниите всушност ризикуваат да ја намалат продуктивноста на вработените и всушност наместо подобри резултати да добијат послаби? Точно, во право сте. Сите овие фактори практично се рефлектираат не само на индивидуата, туку и на самата работна организација. Значи, во услови кога стресот кај работниците е на едно високо ниво, кога се создава плодна почва за развој на синдромот на согорување. Сето тоа се манифестира и на самата работна организација, па забележано е дека во компании каде што работниците се изложени на стрес поврзан со работата, се зголемува абсентизмот, односно отсуствата од работата. Се намалува залагањето на работниците во извршувањето на работните задачи. Се зголемува веројатноста за промена на персоналот или turnover на работниците. Се нарушуваат перформансите на компанијата. Се зголемуваат стапките на несреќи или повреди при работа. Зачестени се поплаките и од клиентите, пациентите, студентите, потрошувачите, во зависност од тоа со која популација работи самата компанија. Но паралелно со тоа се нарушува и имиџот на самата работна организација. А пак би споменал дека сите оние позитивни фактори во работната средина, кои што ги означивме како ресурси на работното место, се особено значајни затоа што под нивно влијание се зголемува квалитетот на работата, се намалува абсентизмот на работниците, се намалува промена на персоналот и се зголемува задоволството кај индивидуите од самата работа. Не е мал бројот на вработените кои што нижат успеси на работното место, живеат забрзано, живеат на адреналин. Дали е опасен овој нивни пристап да се вложат толку многу на работното место, бидејќи можат да прегорат од работа? Точно. Во право сте кога го споменувате и кога го отварате ова прашање, затоа што брзото темпо на работа, временските притисоци, како што кажавме, се еден од главните штетни фактори кои што доведуваат до појава на синдромот на согорување.
а веќе споменавме дека тие патофизиолошки промени во човековиот организам, како последица на стресогените фактори на работното место, се апсолутно докажани и се зголемува ризикот, особено за појава на кардиоваскуларни болести. Особено кај лица кои се помлади, кои се желни да се вложат во работата, да постигнат огромни резултати, меѓутоа во услови кога нивниот организам нема доволен капацитет да се соочи со тие преголеми стресогени фактори, за жал, можна е појава на некој кардиоваскуларен несакан инцидент. Значи, ова може да ни се случи доколку премногу си ја сакаме работата и сме преамбициозни, а што е со на другата страна, кога ни е напор да отидеме на работното место, не си ја сакаме работата, велиме нозете одат напред, но умот оди назад. Дали исто така тоа може да биде причина за преголем стрес и за прегорување на работното место? Точно, и тука сте во право. И тоа е еден од факторите кои што Светската здравствена организација го наведува како еден од главните ризик фактори за настанување на синдромот на согорување. Содржина на работните задачи. Работни задачи кои се монотони, непријатни, кои не предизвикуваат одбивност. Тоа се едни од главните барања на работното место, кои што може да доведат до појава на синдромот на согорување. Тука да пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Со професор доктор Драган Мијаковски денеска зборуваме за прегорување на работното место, што да преземеме доколку почувствуваме некаков проблем психолошки или пак физички како последица од пролонгираниот стрес на работа. Професоре, некои истражувања покажуваат дека 66% од луѓето во светот се соочуваат со овој проблем. Зошто толков дел од работоспособното население во светот всушност прегорува на работното место? Една од главните причини за високите стапки на појава на синдромот на согорување и стресот поврзан со работата е тоа што постојат голем број на психосоцијални фактори од работната средина, кои што може да доведат до појава на синдромот на согорување. И она што кажавме на почетокот, иако ние како индивидуи се разликуваме меѓу себе, постојат фактори кои што делуваат на нас независно од тоа дали ние сме поотпорни или пак сме поподложни за развој на ефектите на синдромот на согорување. Исто така јас би сакал да споменам тука дека во психосоцијалното функционирање на човекот на работното место, односно психолошките елементи кои што го карактеризираат секој работник е тоа што постојат два психолошки процеси што се случуваат во човековиот организам, а се последица на факторите од работната средина. Практично постои енергетски процес на преоптоварување, кога барањата и притисоците на работното место доведуваат до исцрпување на емоционалните и физичките сили и кога работникот се чувствува како исцрпен, преморен, нема сила да ги заврши задачите и на работното место, меѓутоа и работите кои се дел од неговото секојдневно обкружување, па и во домашната средина. Но паралелно со тоа, во психолошкото функционирање на човекот постои еден мотивацијски процес, кој што значи дека недостатокот на ресурси на работното место, недостатокот на позитивни психолошки фактори на работното место, доведува до тоа барањата и притисоците на работното место да бидат особено ефективни. И при тоа се појавува еден феномен на цинизам или негативен став кон работата. Кога човекот подсвесно се труди да си направи дистанца од психолошките штетни фактори и при тоа кај него постепено се развива намалено ангажирање на индивидуата на работното место. Гледате, тие процеси психосоцијални се прилично комплицирани и заради тоа, но и поради тоа што голем број на штетни фактори има во работната средина, сето тоа доведува до ризик за појава на овие феномени кај голем процент од експонираните работници.
Често пати вработените се жалат на токсичен раководител или пак шеф. Што да се направи во таков момент, кога предпоставениот всушност влие да дојде до сето ова што го наброевте пред малку? Што да се направи? Зависи колкава е можноста работникот да влијае на процесите на одлучување во работната среда. Се разбира, во секоја компанија постојат представници на работниците за безбедност при работа. Постојат инспекторати, постојат служби за медицина на трудот, постојат превентивни медицински прегледи на работниците, меѓутоа мора да се вложат заеднички напори со цел да се избегне штетниот ефект на негативните штетни фактори од работното место, вклучувајќи го тука и несоодветното управување и раководење од страна на предпоставениот. Но не може еден човек, една единка да направи се за своето здравје, својата работна способност и за здравјето и работната способност на своите колеги. Практично, тие обуки за градење на тимскиот дух или тим билдинг обуките можат големо влијание да имаат во превенцијата на синдромот на согорување. Инаку, тука кога веќе го спомнавте ова, јас би кажал дека постојат и два термини кои што се споменуваат во организацијската психологија, а тоа се мотивација и поттик. Мотивација значи енергијата која ја носиме на работното место. Кога мотивацијата е на повисоко ниво, учинокот е поголем на работното место. Кога мотивацијата е на пониско ниво, се разбира дека учинокот ќе биде помал. Кога сме прегорени од работа, едноставно мотивација отсуствува. Така што мора тука да се работи очигледно и предпоставениот да работи на мотивација на вработените, доколку сака да има подобри резултати, па и здрава работна средина на секаков начин. Дали пандемијата, професоре, влијаеше на синдромот на согорување кај вработените, особено во оној период кога работата од канцелариите се пренесе во домовите? Се пресели на друго место? Точно, познато е и научно докажано дека новонастанатата состојба, не само кај нас и насекаде во светот, има големо влијание на менталното здравје кај работниците. Значи, постои страф од разболување или смрт. Се избегнуваат посетите на лекар поради страф од инфицирање. Се јавуваат проблеми со екзистенцијата, социјална изолација, карантин, чувство на немој за заштита на блиските или одвојување од блиските во услови кога постоеше карантин, или пак развој на различни травматични експозиции на работното место, како што е тоа појава кај здравствените работници или кај наставниците, кај кои што исто така постои ризик од пренесување на инфекцијата, меѓутоа и кај новинарите кои постојано се сретнуваат со други луѓе на своето работно место. Но треба да напоменам тука дека Институтот за медицина на трудот заедно со колегите од неколку држави од југоисточна Европа, како што се Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија и Турција, реализира едно истражување за појава на синдромот на согорување кај здравствените работници. И успеавме малтене со одредени напори да вклучиме дури 4600 испитаници во нашето истражување. И при тоа, кога ги споредуваме бројките денес и пред 5-6 години, можеме да воочиме дека кај здравствените работници, а верувам дека и кај другите професионалци, многу во денешно време е повисоко нивото и на емоционалната исцрпеност и на негативниот став кон работата. А се смета дека тие фактори кои се поврзани со пандемијата и влијанието врз менталното здравје имаат голема улога во развојот на понатамошно на синдромот на согорување. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви благодарам за темата кој што сте се отпрале. Него сакам да прашам, бидејќи внимателно го слушам ова, сакам да прашам како може да се мотивираат предпоставените
за да ги натераат работниците да доаѓаат со љубов и волја на работа, како што било времето кога јас сум работела 60-ти, 70-тите, па и 80-тите години. Тогаш се идело со задоволство и со љубов на работа. Меѓутоа, не постоела некоја мотивација, меѓутоа постоела некоја соработка заедно со вработените, да кажеме, сме помагале едни на други ако ме преоптерете на работата. А во денешно време, ако некој е вреден и способен, само го товорат со работа, а не го наградуваат за тоа и доаѓа до работникот да биде психички оболен, да мора да иде по психијатри, по наболедување да отстанува и на крај кој ќе видат дека отсуствува, да кажеме, му дават едноставно отказ или сам се откажува од работата. Прашањето ми е како и што да се направи за претпоставените, бидејќи сега се повеќе се приватни организации, фирми се, што тука да се направи, како да се натераат претпоставените да ги мотивираат, не да биде тоа по протекција, него вработениот ако е вреден, заслужен, место да се награди и да не му се дава толку преоптерете на работа ако е многу способен, него треба да биде заедничко помагање, нели? Се знае у денешно време тешко вработуваат многу, него еден го користат за повеќе работни места, да кажеме. Толку можам да прашам. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта и за оваа забелешка која што сосема на место што ја дадовте како коментар во денешната емисија. Повелете, професоре. Постојат различни начини за зголемување на соработката со работодавачите и претпоставените со цел напредување на менталното здравје кај работниците. Еден од начините е оној што и ние го применуваме, затоа што Институтот за медицина на трудот во склоп на Медицинскиот факултет во Скопје во текот на своето долгогодишно искуство имало соработка со различни клучни партнери во оваа област, како што се Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика. Исто така сме одржували серија на вебинари, семинари и симпозиуми со цел кај работодавачите и кај работниците да го зголемиме нивото на свесност за значењето на овие психосоцијални фактори во работната средина. Се разбира, за да има успех, за да се има успех, мора да постои соработка и од страната на работодавачите. Затоа што, како што кажавме, најчесто во компаниите постои лице кој што е назначено за безбедност при работа, а исто така и постои представник на работниците и верувам дека доколку се вложат заеднички напори може да се унапреди менталното здравје на работниците. Меѓутоа, како што кажа и гледачот, во голем број на компании кои што се во приватна сопственост, може да се случи да нема слух од страна на работодавачот. Меѓутоа, тоа е една политика која што треба на државно ниво да се спроведува со цел, како што кажав, да се зголеми свесноста и кај работниците и кај работодавачите за значењето на менталното здравје и на оние фактори од работната средина кои што може да го нарушат. Професоре, што да преземеме ако сме уморни од тоа што сме уморни на работа? Дали може би една недела одмор за почеток е некакво решение? Доколку не сме во состојба да дадем отказ. Не секој може да даде отказ доколку се нерешливи проблемите. Видете, различни начини постојат за справување и превенција со овие стресогени фактори на работното место. Една од тактиките или начините за справување со стресот поврзан со работата е кога се применуваат истражувања во самата компанија со цел да се утврди кои се оние стресогени фактори кои им пречат на најголемиот дел од работените. Тоа се вика акциско истражување, кога со заеднички напор на представници од компанијата и представници од лицата кои се занимаваат со истражување на менталното здравје, се прави акциски план со цел да се намалат тие стресогени фактори. Но најчесто во пракса тоа не е можно и мора да се применат мерки за унапредување на менталното здравје на индивидуално ниво. Например, намалување на работните обврски или промена на работните обврски.
подобрување на распоредот на врските условите за работа, рана диагностика на проблемот и тимска работа, мониторинг и еволуција, но исто така на индивидуално ниво може секоја индивидуа да си утврди кои работи и кои активности влијаат позитивно на неговото ментално и физичко здравје. Некој може би да се занимава со одредена физичка активност, друг да се занимава со слушање на музика или изгледување на некој добар филм, но сепак во тие напори мора и самата индивидуа да се потруди со цел да си го унапреди собственото ментално здравје. Но се разбира, во услови кога и покрај собствените напори не може да се постигнат добри ефекти за собственото ментално здравје, во одредени услови потребно е да се побара помош од психолог или пак од психијатар. Нашата држава и во текот на актуелната пандемија се потруди да изнајде различни решенија со цел за подобрување на менталното здравје кај населението, па и за унапредување на менталното здравје кај здравствените работници. Се разбира, отворени се различни телефони кои што може да ги користат лицата од нашата држава со цел побарување и барање на некоја психолошка поддршка. Професор, имам уште еден гледач што очекува вклучување во Телма амбуланта, да му дадеме можност да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам болки на десната страна на грбот. Добро, вака, јас ќе ве прекинам тука. За проблеми со грбот ќе имаме емисија во наредниот период. Денеска зборуваме за болки на работното место. На работното место беше? Или сепак ајде, прашањето доколку е поврзано со вашата работа, повелете. Па јас многу работам низ дома и се нервирам. Имам болки на десната страна во грбот, многу јаки болки во една точка. Така, добро, сепак вашето прашање за едно од следните изданија на Телма амбуланта, кога ќе се посветиме на темата која што еве вас ве засега. Професоре, доколку некој има некаков проблем поврзан со синдромот на согорување на работното место и се јави на лекар, може ли да добие боледување поради стрес на работното место? Видете, малку е дискутабилно на кој начин би се диагностицирал, би се поврзала работата и тегобите кои што ги има самиот работник. Сега постојат за различни тегоби кај пациентите, постојат диагностички процедури за утврдување на поврзаноста со факторите од работното место. Доколку станува збор за некој проблем од сферата на менталното здравје, се разбира дека постои можност да се отвори боледување и човекот извесен период да биде одсутен од работното место како последица на привремена спреченост за работа. Но во случај кога пациентот сам би се пожалил и би рекол имам синдром на согорување, апсолутно тоа е не постои можност да се отвори боледување, затоа што за да се отвори боледување мора да се исполнети одредени услови и критериуми кои се покриени со правата на пациентите и работниците од здравственото осигурување. Секогаш е многу проблематично и дискутабилно самиот диагностички процес за утврдување дека навистина менталните или психичките проблеми кај работникот се поврзани со факторите од работната средина. Се разбира дека психијатрите кои што работат со таа проблематика на најдобар можен начин би утврдиле дали навистина кај работникот постои услов тој да биде на боледување извесен временски период. Сепак и уште еднаш би повторил дека начинот за диагностицирање и утврдување дека навистина психичкиот проблем е поврзан со работата е малку потежок во пракса и потребни се заеднички напори како
од соодветните специјалисти од соодветните области, така и од представниците кои што постојат во самата компанија. Така, професоре, важно е да знаеме дека кога стресот го неутрализираме со цигари, кога уморот го маскираме со цигари, со кафе, или се чувствуваме хронично уморни и не јадеме доволно, дека доколку почувствуваме дека сето тоа произлегува од работното место, да знаеме дека тоа не е нормално, да ги препознаеме првите чекори и да се преземат соодветни мерки. Како што кажавме, синдромот на согорување и стресот поврзан со работата, еден од ефектите кои што може да ги имаат е појавата на бихевиорални промени, бихевиорални отстапувања. И рековме дека одредени индивидуи, како последица на тие стресогени фактори, или ќе пушат повеќе цигари во текот на денот, или ќе ја запоставуваат физичката активност, или ќе се хранат нередовно, ќе немаат редовни доручоци, ќе каснат наместо да јадат. Каснат, така. Сите тие ефекти кои што ги споменавте, на вистина може да бидат поврзани со стресогените фактори од работното место и може да бидат аларм дека нешто се случува во работната средина кое што негативно влијае на нашето психофизичко здравје. Ви благодарам за гостувањето во денешната Телма амбуланта и за сите појаснувања што ги дадовте на темата, кое што очигледно создава големи проблеми на светско ниво, а ретко се зборува за тоа. Ви благодарам и вас уште еднаш за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12:45 секако на фреквенцијата на Телма. До гледање.